Здраво на сите, Даниел овде. И денеска ќе се запознаеме со неколку новости во Microsoft Teams, кои што се веќе достапни за користење со тековната верзија, како може да ги користите нив и некои новости што не очекуваат во иднина, кои што се доста важни и корисни во онлайн наставата. Нова опција која што веќе е достапна во Microsoft Teams е супресија, односно потиснување на позадински шум. Што значи дека се што се слуша во позадина како шум, самиот систем го неутрализира, односно се што не е глас, човечки глас, ќе биде неутрализирано. Оваа опција можете да ја пронајдете со кликање на вашиот профил, кликате на копчето Settings, одите на левата страна во Devices и ќе забележите дека веќе имате една нова опција каде што пишува Noise Suppression, односно супресија на шум. Веднаш ви е вклучена таа опција, дефолтно е поставена на автоматски, но доколку не сакате да ја користите, можете да ја исклучите со кликање на Off. Доколку не сакате сосема сите звуци позадински да не се слушат, односно доколку сакате да слушате музика во позадина додека зборувате, одбирате Low. Доколку пак сакате сите позадински шумови да се исклучат, да се неутрализираат, избирате High. Или пак одбирате Auto за самиот систем да одлучи кои позадински шумови ќе ги неутрализира. Другата новина е користење на белата табла во самите тимови, односно во самите одделенија. Влегувате во некој од одделенијата и со кликање на знакчето плюс во одреден канал можете да ја додадете белата табла. Односно, доколку не ви ја прикажува тука, можете да пишете whiteboard, кликате на иконката, можете да постирате во каналот дека сте ја додале и не морате. Можете да запишете име за белата табла и кликате Save. Најпрв ви дава една опција да одберете дали учениците можат да пишуваат или пак само наставникот може да пишува. Оваа опција може да се избере и подоцна. За да ја одберете оваа опција, кликате на знакчето Settings и имате опција за исклучување на учениците од пишување на белата табла и вклучување. Значи во самото одделение, во секој од каналите кои што си ги креирате во самото одделение, можете да вметнете бела табла. И учениците од тоа одделение можат да пишуваат на таа бела табла, секако и вие. Како што реков, во секој канал во самото одделение можете да креирате нова бела табла. Доколку работите во групи, доколку работите и си креирате канал за ученици за надпревар или пак дополнителна додатна настава, во секој од каналите можете да креирате бела табла. Следната новина се однесува на самата PowerPoint презентација, односно со вметнување на PowerPoint презентација во онлайн часот имате многу повеќе опции за користење. Кликате на знакчето Share Contents. Доколку немате вметнато PowerPoint презентација, кликате на Browse и вметнувате. Јас ќе ја искористам мојата вметната презентација. Ќе забележите сега дека вашата PowerPoint презентација е многу побогата, односно има многу повеќе можности, опции за самиот презентер. Односно, на левата страна горе го гледате прозорчето на слайдот кој што моментално го гледаат учениците. На десната страна ги имате прибелешките кои што претходно сте си ги додале во самата PowerPoint презентација. На долниот дел ги имате сите слайдови од PowerPoint презентацијата, кои што можете многу лесно да ги погледате и визуелно пред да изберете. Слайдот кој што моментално го презентирате е обележен со портокалова боја и имате и бројчиња на секој од слайдовите. Друг начин за менување на слайдовите, освен со кликање врз листата од слайдови долу, можете да кликнете и на стрелките лево и десно горе. Доколку е вклучено окото, тогаш учениците имаат исто така можност да ги менуваат слайдовите. Доколку е исклучено, тогаш го гледаат само слайдот кој што моментално го презентирате.
На десната страна можете да вклучите и исклучите преглед на учениците и самиот чет. И на долната страна под лентата со слайдови можете да ги гледате сите вклучени камери на учениците. Учениците од другата страна го гледаат само овој дел, односно слайдот кој што вие го презентирате. Не ги гледаат сите овие опции, односно овие опции се наменети само за презентерот. Доколку пак сакате да ја исклучите презентацијата, сте завршиле со презентирањето, кликате на копчето Stop Presenting и повторувате пак Stop Presenting. Следна новост е самиот чет, односно можете да им дозволите или да не им дозволите на учениците да пишуваат во четот на онлайн часот. Со кликање на трите точки, одиме на Meeting Options, ќе забележите дека има една новост, нова опција Allow Meeting Chat. И можете да го вклучите Enabled, да го исклучите Disabled или пак да одберете самиот чет да биде активен само додека трае онлайн часот и кога ќе заврши онлайн часот да немаат опција да пишуваат во самиот чет. Кликате Save и ги зачувувате поставките. И додека сме тука, забележуваме дека имаме уште една новост, односно пишува Allow Reactions. Оваа опција се уште не е достапна, но се надевам за брзо време ќе биде достапна со некоја нова надградба, а тоа е наместо раката, кренатата рака, ќе имаме тука повеќе опции, односно фидбек за одбирање. Дали ви се случило некогаш да прашувате некое прашање додека трае онлайн часот и учениците пробуваат да одговорат на вашето прашање со кревање на рака, со пишување во чет или пак со вклучување на нивниот микрофон. На овој начин, со овие додатни реакции, можат учениците многу лесно да вратат фидбек до наставникот, односно повратна информација на некое брзо прашање. Тоа беа неколку од новостите кои што ги нуди Microsoft Teams со последната надградба. Се гледаме во некое ново видео со повеќе новости. Не заборавајте да одите лайк и subscribe за секогаш да бидете во тек со новостите.